капитенската лента за најмладиот, за 19 годишниот Адис Мурати. Нова повратна топка, високо напред сега и шстоперот Дарлјевич. Притиска Арсими во овој период, во оваа секвенца. Таипија пропушта оваа топка за Велија. Уште една повратна топка на Велија. Мустафа центар шут, голема шанса за 1-0 и еве конечно Таипија, ако не е офсайд. Ако не е офсайд ова, ќе видиме, ќе треба да се провери. Мислам дека овој пат е регуларна ситуацијата, иако од овој агол тешко дека можам да тврдам дека е така, но ќе видиме. Таипи конечно еден поништен гол, една убава шанса претходни, да гледам уште на шова си Дарлјевич да го продолжи овој надпревар, но ќе видиме. Демири за Башкими. Дали ова ќе значи сега? И да. Значи инјекција, значи поттик на Башкими да направи нешто офанзивно, квалитетно и еве веќе во првиот обид погодува Мемети. Ќе видиме уште еднаш оваа ситуација. Убав удар од прва на корнер за Бешагич. Добар центар шут, каква интервенција на Стојковски. 2-1. 2-1. Најприсевен таму во 16-етникот Дардишта. Каква завршница, какви последни 15 минути во гостивар. Одбрани, но првиот обид Стојковски. Не можеше и овој удар на Дардишта за 2-1. Оди напред Дардишта. Ова топка за Шефити сега од Таипи. Двајцата фудбалери кои ги има шансите во второто полувреме. Сега убава акција Шефити. 3-1. Еве конечно реализација 63-та минута. Шефити, 8 надпревар, 8 гол за албанскиот напагач. Убава акција, уште една добра трета победа за Арсими во шестиот меѓусебен двобој со Башкими. Втора прволигашка. Еве сега нова шанса за Шефити. Оди сам Шефити. Шанса за 4-1. Шефити минува и 4-1. Убаво се отвори. Шефити, еве го неговиот втор погодок. Убава асистенција, не успев да забележам бас најдобро кој беше, ќе го видиме тоа најверојатно, и 4-1 Шефити. Кога практично Шефити во 63-та точно зголеми на 3-1. Ева последната шанса за Башкими да дојде и до втор погодок, а Ворнио чиста позиција, Ворнио сепак не 4-1, туку 4-2. 90 плюс 4-2, а Ворнио повторно многу голови на надпревар на Арсими. Мурати мислам дека асистираше, да, еве топката за Ворнио, затвори или беше бавен таму. Подарок за Ивановски. И да видиме голема шанса и Тиквеш води 7-0 со голот на Миловановиќ во 68-та минута. Една лошо изфрлена топка само до Ивановски, кој бележи асистенција Миловановиќ. Го реализира својот прв погодок со 2 асистенции за водство на Тиквеш во 68-та минута. Хоџа е напаѓач и сега на местото на бек класичен шпиц фудбалер, но работнички губи со 1-0 во 81-та минута. Ивановски за Стојковски. Стојковски од прва 2-0. Веројатно гол за победа за Стојковски. Тоа е прв погодок оваа сезона во 10-тиот надпревар, има една интервенција. Прекрасен погодок таму. Ивановски ја бележи практично втората асистенција на овој надпревар во 81-та минута. Топка за Далеј. Центрира, го удрили врака оваа топка Ивановски.
Само слика тоа најдобро не може да ни го покаже. Че сигурни, па важен момент за Работнички, а Сани над голот. Ке биде трагичар. Сгреши при исфрлувањето при првиот погодок на Тикве, што го реализираше Миловановиќ. Не реализираше пенал. Во на безбедна зона над 8-та позиција, но има уште доста да се игра овде. Фол во контра, еве го уште еднаш добро со Шабани, еве сега Рочи, како погодок на Рочи. Каква рутина за овој 18 годишник, прекрасен гол. Струга Триумф води со 1:0 на дебита во прволигачката фудбалска конкуренција. Еве гледате оној Талаков. Еве добра идеја, меѓутоа непрецизно за Софијановски, или ако сакате добро затвори таму Илиевски. И сега голема шанса за Струга Триумф. Малевски оди сам, Абдулла крај него, застана Малевски. И да видиме што суди сега Крумистав Георгиев. Дали има доволно интензитет и дали доволно брзо го пуштил, ја тргнал раката од дресот. Не, останува Крумистав Георгиев на својата одлука, да. Компауре против Јанков. Сигурен Компауре. 62 минута бидна по ова вар проверка, значи поточно, да, 62 2:0. Компауре. Струга има голема предност во Ѓорче Петров против екипата на Македонија. Ѓорче Петров. Уште еднаш овој сигурен удар од 11 метри на Компауре, немоќен Јанков, тој во едната страна, топката во друга. Каде голот назад секоја сигурно се обиде таму, а потоа пропушти топката. Таков е печатокот. Гледате како лошо отскокнува, реков неколку пати Харвановиќ, чиста позиција, спасува Иловски. Ова беше како пенал, 17-та минута и натаму трае акцијата. Аличи, да видиме, тука е пенал. Досуден за гостинската екипа. Многу дозволија фудбалерите на Брера на екипата на Силекс. До сега 2 постигнати гола. Сега прецизен, тргна па под застана, виде каде ќе оди противничкиот голман, 19-та минута. Овој пат не можеше младиот Иловски да брани. Трет гол за Мирчевски во годинашната сезона. За замени, можеби што на стартот на второто полувреме, не знамо што може да биде задоволен тренерот Мартин Лагјозовски. Ова концепција што ја видовме на Брера, ама буквално ништо не донесе. Ниту едно проигрување, ниту еве сега една пета, Михаилов таму и 1:1. Еве до сега ништо и на истекот на 44-та минута ова пета на Ензенгве му дозволи на Михаилов да бие од 17 на метри. Изгледа требаше малку да ги скритикувам за да почнат да играат. Но со се што покажа во првото полувреме фудбалерите на Силекс не. Топката на спротивната страна. Харвановиќ заедно со Тимовски. И сега ова повратна завршува во голот, слично нешто како и во финишот на првото полувреме, 47 минута над првиот. Еве уште една демонстрација колку е тежок овој терен за игра. Мислам дека ова беше Илија Донов. Еве го со број 16 од 25 метри, овој отпадок го претвара во погодок. Повторно лош одскок на топката и овој пат не можеше. 5 мина во живиот зид, Ангелче Тимовски право во противничкиот голман, одбиена топка и веќе 3:1 за гостите. Педесетта минута над превод, колку брзо доаѓаат сега до 2 гола предност, експресно. На првата статива
блокиран, сега повторно можност да нафрли со лева, ево го, голема можност да се отвори и погодок за Брера. Ја пропушти топката Нзенгве, а погоди долгоногиот Луковиќ, кој што и не можеше да погреши. 62 минута од надпреварот. Ова станува многу ефикасен меч. И еве ги повторно во моментите кога Брера има топка. Иако ништо не е готово, напротив, очекуваме притисок на домаќините. Варсама. Ево сега Михајлов може да центрира на прва, да видиме добра топка и Стојанов таму и 3:3. Под дојната замена што ја направи домашниот тренер Лагјозовски, еве 2 гола и повторно максимална неизвестност во мечот. Нафрли Михајлов. Лоша интервенција таму на Бутуровиќ, практично доја топката до Играни во играта, Пелистер во одбраната, перфектен. Но сега да видиме, Мато! 1:0, 54 минута. Говорев за Роџерс Мато во првиот дел, паѓач кој го има Вардар, и гледате само еден момент го ставија слободен Мато, вечерва и тој реализира. Топка кон Ристовски. Овој напад ветува за Пелистер. Ристовски. Еве можност за домашните. Булатовиќ има добар удар, постигна еден гол против Вардар во Скопје. Спировски! Еве можност, 1-1 офсайд. Каков шут на Спировски. И сега ќе има консултации, предпоставувам во ВАР собата. 60-та минута. Јанкулов. И пенал за Вардар. Не размислуваше ниту стотинка главниот судија Александар Груевски. Погледнете жестоката реакција на фудбалерите на Пелистер и сето тоа ќе се прегледува, предпоставувам. Закарич, 2-1 за Вардар, 83-та минута. И сега Вардар е